Насилна смрт од задушување предизвикано од пожарот е причина за смртта на 59 млади луѓе во клубот во Кочани. Обдукцијата покажа дека сите се задушиле за кратко време, неголемиот дел од јаглерод моноксид, а токсиколошките анализи ќе покажат какви други гасови вдишале. Меѓутоа, според макроскопскиот наод за време на обдукциите, кај најголем број од нив има јаглерод моноксид. Многу опасен газ, тој е без мирис, без вкус, делува на централниот нервен систем, ги онеспособува жртвите и смртта може да настане многу брзо, за неколку минути, во зависност колкава е концентрацијата во тој простор, во таков чад, да делува јаглерод моноксид, многу брзо може да настане смрт и ги онеспособува жртвите да избегаат. При обидот да избегаат од пожарот, кај некои од починатите биле констатирани изгореници и скршеници, а 4 лица се задушиле во стампедото. Дали имало повреди од пат на некои греди, на некои тешки вакви, такви повреди нема. Меѓутоа, повреди скршеници на ребра и она што се вика задушување заради притисок, што се случува при стампедо, односно компресивна асфиксија, има ке четворица. Ке 4 лица има таква асфиксија. И во детали не би влегувал, затоа што се уште не ни се завршени сите анализи, меѓутоа постојат фрактури на ребра, знаци за притисок, кои што довеле до задушување. Пред да се направат обдукциите на сите тела била извршена прецизна идентификација со ДНК и дактилоскопија, односно отисок од прст. Кај четворица беше невозможно да се добијат отисоци и таму се направи само врз основа на ДНК. На Институтот за судска медицина при Медицинскиот факултет во Скопје му припадна можеби најтажната, меѓутоа верувајте една и од најодговорните задачи, а тоа е во најкусможен рок да изврши 59 судско-медицински обдукции кои што би требало да дадат одговор за причините за смртта на настраданите. Обдукциите 2 дена ги работеле само кадар од Институтот за судска медицина со помош од патологија и Тетовската болница, а да помогнат се понудиле речиси сите држави од регионот. Од 59 починати 16 се женски, а 43 машки, најмногу на возраст од 16 до 29 години. Александар Динев, Сител телевизија.